Пред се сакам да изразам сочувство до семејствата на загинатите од поплавите и катастрофата што го зафати Скопје и неговата околина. Општина Прилеп и јас лично како градоначалник уште од утринските часови сме во комуникација со градоначалникот на град Скопје, господинот Трајановски, и со градоначалниците на другите општини, посебно на општините кои најмногу беа зафатени од град Скопје. Од градот Прилеп комплетно се става во функција колку што можеме да помогнеме во однос на ублагување на последиците од оваа катастрофа, и од текот на утринските часови имавме состанок со јавните претпријатија и дел од кризниот штаб, така да по барање на кризниот штаб од Скопје, од градот беа пуштени во припомош цистерна со пивка вода и цистерна за испумпување на отпадната вода од затнатите канализација, на што најмногу е потребно во услови на поплава, а исто така пуштено и возило од пожарната, пожарникари и помпи за испумпување на вода од загрозените подрачји. Исто така, цело време и понатаму ќе бидеме во дослух со кризниот штаб на Македонија и Скопје, колку што можеме да одговориме во однос на техничка помош, како што кажа, во ублажување на оваа катастрофа. Меѓутоа, исто така имавме состанок и со Црвениот крст од градот. Утре заедно со Црвениот крст се организира пункт за помош на луѓето кои што настрадаа во оваа катастрофа. Пред се да ги повикам сите граѓани на Прилеп, а прилепчани од секојаш биле хумани луѓе, да ги повикам бизнис секторот и фирмите колку што можат да помогнат сега во ова состојба на настраданите од поплавите и катастрофата. Најмногу помош ќе треба во пивка вода за пиење, исто така помошта може да биде изразена во храна, претежно да биде храна која што може да се транспортира и која што е дозволена во овие поголеми горештини да се транспортира и да може да се дава и конзумира на кај луѓето. Тоа подобро ќе го објаснат и од Црвениот крст, и секако може и облека, памперси за дечината, за малите и така натаму. Утре пунктот ќе работи во центарот на градот од 10 часот до вечерните часови. Се надевам дека масовен ќе биде одзивот и Прилеп, како и секојаш, ќе собере поголема количина хуманитарна помош која одма ќе биде упатена кон главниот град на Македонија, кон Скопје. Па да, ние сме во комуникација со кризниот штаб од Скопје и од Македонија, и се што има како потреба ние ќе гледаме да одговориме. Дури сме и во можност да одговориме во однос на сместување на семејства. Тука е се капацитетите на интернатот, касарната, меѓутоа сето ќе биде во договор понатаму да видиме пред се каква реална помош треба на загрозените. Па имавме разговори за тоа, гледавме метеоролошките услови, временска прогноза како ќе биде овие денови. Се најавува исто така обилно невреме во текот на вечерва и овие 2-3 дена од нареднава недела. Ќе бидеме приправни тука, меѓутоа природната стихија се надеваме дека нема повеќе Македонија да зафати ваква стихија, односно катастрофа, и да направи толку големи катастрофални последици како што се случи тоа со град Скопје во текот на вчерашниот ден, бидејќи одговор на таква природна стихија и катастрофа буквално нема. Општинската организација на Црвен крст Прилеп, заедно во соработка со локалната самоуправа при општина Прилеп, утре во понеделник на 8 август ќе организира пункт за собирање на хуманитарна помош која што ќе биде наменета за главниот град на Република Македонија, Скопје. Пунктот ќе работи од 10 часот наутро до 18 часот одручек, така што уште еден апел до граѓаните да ја покажат својата хуманост и да донираат. Она што досега го знаеме првично е тоа дека се потребни памперс за дечињата кои што се наоѓуваат во овие поплавени региони, потоа конзервирана храна, односно спакувана храна која што може да се транспортира, и флаширана вода. Во текот на утрешниот ден Црвениот крст Прилеп ќе биде во координација со Централната канцеларија на Црвениот крст на Република Македонија, исто така во соработка со Центарот за управување со кризи ќе ја следиме моменталната состојба и ќе видиме за тоа како понатаму би се одвивала оваа активност, така што ова нека биде уште еден апел за нашите граѓани да ја донираат помошта. Име и презиме? Александар Котевски, Црвен